Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Добро вечер и добре дојдовте во уште една епизода од Радио Милева, втора сезона. Ми се чини дека сме, не знам, втора или трета епизода, не знам, веќе ќе видите во најавата. Да, со се мажот на годината. Не се, одма отидовме во дигресија. Јас сум тука денеска како Милева заедно со уште со другите две Милеви, Јана Јакимовска и Ирена Цветковиќ. Јас сум Румена Божаровска. Денес имаме многу интересна тема која одамна сакавме да ја дискутираме, а тоа е темата на машкоста. Епизодата ни се вика како е да се биде маж или како да се биде маж. Тоа е една малку игра со еден наслов на познатата книга на Халперин, како да се биде геј, ама не кажувајте, немојте одма да се брењате. Тоа не е упатство. Точно. Во секој случај сакаме малку да продискутираме за машкоста, за тоа што значи да си маж во денешно време, какви одговорности имаат мажите во оваа ера на растечки фашизам, на растечки шовинизам, на екстремно токсичен патриархат. Се разбира дека нема само ние да зборуваме на таа тема, туку ево празно столче што го гледаме тука, е ни помалку ни повеќе вечерва на него ќе седнат дури тројца мажи. Не во исто време. Така. Ако сакаат, ние сме тука отворени. Нема да издржат столчињата, не се скапи. Така што ќе денес ќе имаме тројца гости, ќе ви ги представиме кои се кога ќе еден по еден ќе доаѓаат. Но на почетокот, чисто само мал вовед во тоа зашто ќе зборуваме и зашто сметаме дека е битно да се дискутира за машкоста и за кризата на машкоста во денешно време. Сведоци сме на тоа каков одмаздолюбив бран има на стекнувањето, тоест повраќањето на, не се ни повраќањето, никогаш не сме ги имале тие права, стекнувањето на нашите заслужени нормални човекови права на жените, кој што имаше подем во тоа во последните, јас би рекла 100 години, но ева засилено во последните 20-30 години. Така што таа реакција е многу жустра. Се гледа низ целиот свет и се гледа, што е најстрашно, еве низ она што го викаме прогресивен свет, во наводници западниот свет. Што се случува во пораст се не само токсични и страшни фашистички диктатори, како што се Трамп и Нетањаху, например. Туку имаме и нивна симбиоза со одредени инфлуенсери, кои што на известен начин го диктираат исто политичкиот свет и гласачкото тело. Такви луѓе се Џо Роган, Ендру Тейт, Джордан Питерсон, па дури такви инфлуенсери кои што се занимаваат со машко здравје, како се викаше оној брадестиот, да? Заборев да го напишам тука, Ендру Хуберман. Да, јас едно време го гледав зашто не можев да спијам, па мислев дека ќе научам за повеќе за спиењето преку неговите глупости. Како и да е. Почна да заспиваш од досада, се надевам. Имаш еден неверојатен тип кој што целата онака наука за спиењето, целата science of sleeping, во некои 7 епизоди ја разглоби, многу беше интересно, така сватив како треба да спијам. Меѓутоа и он е дел од тие кои што она обсесија со максимизирање на резултатите на постоењето. Значи во колку сат треба да станеш, па што треба точно да правиш после тоа, па не знам колку треба да заработиш, колку жени треба да имаш и на крај испадна тој дека има некои 5-6 девојки имал во исто време, на едната и правил IVF, после трчал кај другата, стварно максимизирање капиталистичко на времето. Но тоа е дел од она мажосфера, имаме ние на македонски збор за тоа, во кој што имаше и документарец кој што ако не сте свесни колку е капиталистички и патриархален тој модел, може да го гледате на Netflix, The Manosphere. Во име на тоа колку е ова врзано со исто капитализмот, мажите сега почнуваат да практикуваат работи како looksmaxing. Така. Мора да биде максинг. Да, се е макс. Да. Кршење на вилици за да бидат поубави, си ги кршат со чекани. И се разбира порастот на одмазничката порнографија.
со deepfake порно. Исто така, додека ова се случува, ние сме обвинувани дека ние сме феминаци, дека сме радикални и дека сакаме некаква превласт, а тоа е само просто отсликување на сликата, отсликување на нивните шовинистички, фашистички идеи за поробувањето повторно на жената и враќањето на жената во кујната. Дали ви изненадуваат прво овие трендови, би сакала да ве прашам вас две, затоа што после ќе ги прашам и мажите кои што ќе дојдат во студиото. Па што знам, не би можела да кажам дека ме изненадуваат. Тажничко ми е што некои работи, нели, имаме чувство дека се освојуваат, меѓутоа многу полесно се губат и сите тие вредности за кои што сме се залагале се забораваат од денес до утре. Меѓутоа, она што ми е едно време ми се чинеше охрабрувачко, а тоа е тој просторот на интернетот, каде што, нели, чувството беше дека можеме да се здружуваме за убави идеи. Сега сваќам дека може да се користи од обратната страна, здружување за ужасни идеи. Па така, не ме чуди порастот на мизогинија и на враќање кон традиционални вредности, затоа што сега со можноста да се вмрежат, особено во тие дарк нетови или не знам, дарк вебови веќе како и да се викаат тие простори, луѓето можат анонимно заедно да мразат и да се јачаат во најужасните нивни нагони. Меѓутоа, валјда се надевам дека наша работа е на светлата страна да работиме. Па да, преку освестување, јас секогаш мислам дека тоа е најбитниот начин. Па мислам дека она што денеска го зборуваме како мажосфера и гледам дека како термин предизвикува внимание, па сега имаме балканска мажосфера, македонска мажосфера, српска мажосфера, хрватска мажосфера. На истото не би можела да кажам дека гледам како на некаков суштински нов феномен. Оно е само една можеби нова современа видлива манифестација на патриархатот или на едно општество на нееднаквост. Идејата дека на некој начин машкоста е во криза, идејата дека жените претерале, дека природниот поредок е пореметен, не е воопшто ново. Оно што е ново се тие медиумски форми. Ново е таа, валјда, и некоја алгоритмска циркулација на овие идеи. Ново е ова инфлуенсерска економија на внимание. Ние всушност се соочуваме сега имаме еден, па да кажеме, корпус од материјали кои што ни се во тој дигитален свет дадени да се играме, но не е дека не постоеле или дека суштински се поразлични од тоа што некогаш постоело. Мажосферата, јас сметам дека е една просто логичка само продолжеток на таа патриархална идеологија или логика. Они се, во принцип, тоа е класично на реакционерна логика. Машкост е во криза, затоа што заради феминизмот, заради родовата еднаквост, заради политичка коректност. Да, се. И заради тоа е потребна некаква... Ама исто тука ја се согласувам и со тебе, освен што е врската со патриархатот исклучително јасно видлива, оно е во врска, мислам, мажосферата е капиталистички проект, што ја често го гледам како капиталистички проект кој што се бави со само инвестирање. И мислам дека тука се и мажите и жените подеднако, со тоа што мажосферата ги ангажира мажите, а за жените постои на друга сфера. Па што мислам кога викам само инвестиции? Па тоа е познат наратив, вложи во себе за да испаднеш најдобрата верзија во себе. Која е таа најдобра верзија од нас? За мажите, онака како што е сервирано во мажосферата, најдобрата верзија на машкост е машкост која е успешна, финансиски, финансиски успешно, сексуално успешна, машкост која контролира, има ресурси, има поседува. Поседува. Едноставно поседува. Да. Секогаш во суштината е поседувањето. Не е дека ние немаме ни најдобра верзија на женскост, само што е таа веројатно сосема спротивна на. Да. И не се поврзува со поседувањето.
туку со поседуваноста. Напротив, Да. да. Тоа е, ама овде не може да има вистинска ни љубов, ни брак, ни сите тие работи што ги зборуваат, доколку не се извади од тоа дека ти поседуваш човечко битие и дека сметаш дека можеш да го контролираш. Оти тој наратив да бидеш најдобра верзија од себе преку кој што продаваат, тој се стар колку што сме стари. Истите се, само што сега кршат и вилици. Да. Сега кршат вилици, и да не зборуваме естетската хирургија и кај жените го прави. Да. Истото комплетно менување на телото, но и трендот на тренд 20 или како традиционални сопруги, како го нарекле. Мислам дека тоа и она што ми е многу интересно е што во целава мажосфера тоа е една како рецепт, та реакционерна логика. Тој кога еден историски привилегиран субјект, демократизацијата на правата го доживува веднаш како сопствена навреда, како да му е нешто одземено, како да е нешто загубил. Тоа многу ми се свиѓа, сакам да го споменам, затоа што и како поука за нашите слушатели и гледачи, читатели ќе кажам. А тоа е привилегијата на личното кај нив. Се може лично да сватат. Само од таквиот маж кој што ги имал тие права не може да види ни се ова што се случува подалеку од својата лична призма. Се случува случајот Жизел Пелико. Се откриваат еден куп случаи други во Европа, а и што они не знаат дека тие се случуваат, поголемиот дел од мажите што јас ги познавам, не разговараат за овие теми како што зборуваме ние. Бидејќи ние сме свесни за силувањето и не сме изненадани бидејќи ние кога сме во кафичи пазиме да некој не дрогира, знаеме навечер кога одиме по темни улици како да се однесуваме и знаеме каде се не демне опасноста која што ја предизвикува мажот. И сега они не се свесни за тоа, меѓутоа кога ќе ги соочиш со тие факти, привилегијата тука излегува на површина, таа е, ама јас никогаш не би направил тоа. Ама јас многу, никогаш не, ја не знам. Да, не сите мажи. И одма тргнува тоа, не сите мажи. Значи, ние сме сега сведоци на тоа дека има глобална академија на силување. Тоа е едно од работите кои што сакам да ги спомнам денес како вовед за ова зошто е битно да зборуваме за овие теми. Излезе дека имало 80 милиони кликови. Па одма почнаа да се бунат. Не се тоа се кликови, не се луѓе. Не се број на луѓе, туку се број на кликнувања, да. Тоа беше многу битно, на нив беше да дадеме едно објаснување за овие кои не го испратија случајот. Па да, се работи за истражувачко новинарство, каде што две новинарки, ако не се лажам, успеваат да влезат во Телеграм група, која што екипира мажи кои што се инвестираат во дрогирање на своите сопруги, силување додека се онеспособени, како што беше и случајот со Жизел Пелико. И истото се снима и се споделува во таа група. Но таа група, затоа и академија, во таа група се делат и совети. Која дрога, кој лек, како да се користи, на кој начин, како да се провери дали жената е комплетно изгубена. Имате предвид, ова се случува во домашната спална соба, во рамки на нечие семејство, во средина, помеѓу луѓе во кои што треба да сме најзаштитени. Сред Европа. Да. Мене ми е исто фасцинатно апропо тоа што го зборував, што ни дава тој интернет простор, каков тип на вмрежување. И имено моментот кога цело време зборуваат, се претера со женските права, така натаму. Сите живееме во некакви меури, во кои што барем одреден период имаме чувство дека имаме многу истомисленици и тоа некогаш ни дава дури едно лажно чувство на некаква безбедност и можеби триумф во одредени борби што сме ги имале или некој друг ги војувал. За сметка на тоа има други меури кои што се големи, еве вака со десетици милиони кликови, можеби не мажи. Всушност поголеми од овие нашите веројатно меури. Кои што всушност пукаат само со скандал. Ајде да се осврнеме и на уште неколку други вака чисто да спомнеме. Дека има различни трендови. Во Бразил имаше сега тренд како да ја нападнеш девојката ако ти каже не. Да. При што една девојка беше баш избодена. Тоа беше интернет тренд. Исто така во Германија многу позната глумица испадна дека била долго време жртва на дипфейк порно од страна на нејзиниот сопруг продуцент и глумец, кој што меѓу другото во меѓувреме снимил и серија за тоа како ја некој сопруг ја дрогира, комедија снимил за тоа како некој сопруг ги правил дипфейк порно на неговата сопруга и она не знаела од каде тоа потекнува, затоа што уживал во тоа да ја поседува и да ја понижува.
И сега во последно време, бидејќи германскиве случаи ми се интересни, германскиот шеф на полиција изјави дека кога го праша новинарка како да се заштитат жените од растечкиот тренд на фемициди и напади сексуални врз жените, рече не треба да влегувате во врски со мажи. Едноставно мажите, кога ќе влезете во врска со маж, влегувате во поголема опасност од емоционално и физичко насилство. Така што ова не е нешто за кое што не треба, мислам, ова се трендови, ова се работи кои што навистина можеби постоеле, меѓутоа начинот на кој што луѓето баш се вклучуваат во нив стануваат се по Веројатно ние сега и дознаваме за некои практики кои не сме ги знаеле. Меѓутоа она што сакам да кажеме, во овој тип на наративи уште повеќе допринесуваат до не само разделување на, да ги речеме, на половите, на мажите и жените, една недоверба, градиме една недоверба едни кон други, во смисла на во некои женски средини, да речеме, се зборува за тоа дека мажите се опасни, во машки средини се зборува дека жените се опасни за мажите, отиете, нели? Ги феминизираат, очекуваат од нив не знам што и слично. Во таа смисла, сакам да кажам дека е перформирањето на машкост е исто така еден повик, еден системски повик кој што го повик од страна на патриархатот и од страна на патриархатот и капитализмот, да мажите исто се инвестираат во исполнување на идеална машкост одбележана како што е одбележана. И во таа смисла мажите се еднакво жртви на мажосферата како и жените, само многу потешко го разбираат. И па имено тоа е супер вовед за тоа да го разговараме ова малку и со мажите кои што ги викнавме денес да ни бидат гости, бидејќи имено патриархатот колку е штетен и за нас е нешто што ние го зборуваме, меѓутоа топката може би треба да биде префрлена кај мажите кои што сега ќе почнат малку да работат на тоа колку е патриархатот штетен и за самите мажи. Така што во следниот сегмент ќе не проследите со првиот гостин. Гости! Нашиот прв гостин е Борис Постников, критичар и книжевник и новинар. Сме зборувале често за него тука, всушност, во емисијата. Пишува во Новости и сме зборувале за некои негови текстови специфично. Борис инаку е тука на книжевната резиденција на Традуки. Веќе скоро цел месец е тука. И така што Борис, како ти се допаѓа Македонија и кажи ни можеби на што работиш во овој момент? Па супер ми е у Скопје, баш е, мислим, мене е то предиван град, јас сум овде тек други пут, али чуј, мене су послали на резиденцију да радим нешто што ми е занимљиво, па ми е онда Извини, видов дека имам автоматски бомбони. се то пуно више свиѓа него да са ту живи, рецимо. Сакаш? И не, хвала. И време проводим Каква тако ти да се као падна? проучавам ту неку литературу кој би писал, па Црвено за мене? книге, чита и стрипове. чита. Црвено има, сакаш вакво? Гледам и филмове. Јас сакам од вакво. Извини. Да. Не, Враќање во реалноста. Ова беше една демонстрација на тоа како е да се биде жена. Јас сакам да кажам дека мене ова стварно ми се има случано. И така исто пробував да зборувам, додека беа нудени бомбони околу мене. А и сме имале случај со ова. Го зборувавме патриотскиот подкаст во кој што гостуваше една девојка, која што кога конечно доби свој 5 минути да каже нешто, веднаш и понудија кикерики. А ви мене само бомбовани. We didn't know you liked nuts. Сега добро го представив Борис, вистина е, ама сега уште нешто ќе направиме перформативно вака во однос на тоа како нас исто така најчесто не најавуваат. Борис Постников, меѓу другото, е партнер на Ведрана Бибич. Да. Така. Ведрана е феминистка од Хрватска, таа е членка на иницијативата Фактив, која што го организира ноќниот марш за 8 март, кој што годинава беше посебно успешен, беше јубилеен и имаше околу 13 и 14 илјади луѓе. Браво Хрвата. Хрвата. Ова е незината Понежната половина. Така е, така. Јас сум бил редар. Не па вистина. Покажи ни што е тоа Фактив, објасни. Тоа е Фактив, дакле Фактив е
one čak nisu ni udruga, to je neformalna organizacija, fluktuira broj, ima ih, ne znam, 10, 15, neka 20 drugarica koje su prije 10 godina počele raditi marš za 8. mart. Ovo je brošurica koja, ne znam kojoj kameri da je pokažem, koja je ove godine objavljena uoči jubilarnog 10. marša. Prve godine, prije 10 godina, je tu na marš izašlo recimo 400-500 ljudi. Ove godine, kao što si rekla, a ja uspio razumjeti, negdje... pametno, da. Pametni su, da. 13, Nisu samo lepi, nego i pametni. 13-14 hiljada, ja bi sad one bombone, 13-14 hiljada ljudi je izašlo na ulice, što je kao big deal, pogotovo kad kao uzmeš u obzir da to rade neke drugarice koje nemaju nikakvu formalnu organizaciju, koje nemaju nikakvu infrastrukturu, koje naprosto naprave tipa mjesec, dva uoči marša, neki fundraising, znači neki benefit koncert se napravi i izvuku toliko ljudi na ulice. Ima puno muškaraca, by the way, ali ne samo što ima puno muškaraca, nego su transgeneracijski stvarno, od klinki malih koji izgledaju jako ljuto. Pogledajte fotke, ako vidite, ima jedna predivna, ja mislim od prošle godine, na tim glavnim transparentom, mala djevojčica od 7-8 godina ljuta, baš ljuta, do nekih baki koji tu dođu. A meni se kod njih, uza sve ostalo što kao jako poštujem, baš imam veliki respekt za to što su tu priču izgurale ni na jedan način se ne prilagođavajući mainstreamu. Znači, one su se među sobom dogovorile da jedna od njih je kao zadužena za muziku, ta jedna je slučajno sluša punk, i onda ti tamo dođe 13-14 hiljada Zagrebčana svih uzrasta, muzičkih ukusa i tako dalje i najžešći punk cijelo vrijeme. To je kao jedan primjer. Vrlo lijevi je profil tog protesta. Govori su izrazito antikapitalistički, recimo pro-palestinski zadnje 2 godine, antiterfovski, vrlo za prava kao trans osoba. Tako da je, u stvari, kad pogledaš, sve vrlo, one su sa nečim što je vrlo radikalno uspjele skupiti nevjerojatnu masu ljudi. Bravo. Vedrana nije baš heroina. Super što i го кажа ова, тешко дека со подршка на некој донатор, некоја амбасада, можеш да имаш таа слобода. И мене ми е драго дека тоа и тука се случува и во Македонија, па феминистичките или квир маршови се ретки места на кои што може да се види на вистина еден лев политички, да се чуе лев политички глас, да се види палестинско знаме, да просто се види една субверзивна позиција. То се ретки простори. Борис, кажи ни како е да бидеш феминист во денешно време? Знаеш ли други феминисти и колку си? Upoznao sam malo prije dvojicu. Ne, meni to užasno glupo zvuči kao sad ja sam neki... Ja kao si sebe više vidim kao nekog sidekicka, kao, znaš, vi ste kao neke Batwoman, a ja sam Robin, znaš, Vedrana organizira marš, ja budem redar, a sad, pošto je moj posao da pišem, onda kao način da, to se u Dalmaciji kaže, dam ruke, da pomognem je da, napišem neki tekst, jel? Ja, ali pitanje mi je isto da budeš feminist u muškom svetu, zato što ipak je to nekako neprihvatljivo. Ili nije, ne znam, evo, to me zanima kako je biti muško i nekako da kažeš ljudima, pa čujte, ja sam feminista, da li je to normalno? Meni je. Ali je njima normalno ili nije? Kako kome. Mislim, ja sam opet, znači svi mi živimo u nekim svojim bablovima, moj je kulturnjački, novinarski, relativno progresivni kao milje. I ja tu recimo prvenstveno vidim generacijsku razliku među muškarcima. Dakle, svi koji su negdje moji godine ili stariji od mene, njima je to sve skupa malo, kao oni su načelno za to, ta prava žena i to je kao ok, to smo nekad shvatili, ali bilo koji tip feminističke kritike koja može biti recimo sasvim općenita, sistemska, strukturalna, shvaćaju kao prozivku.
Jako su mi osjetljivi. To što pričamo... Jako da, su mi da. osjetljivi. Da. Da, vi ste to možda već rekla. Ali Pa rekli smo da je to privilegija, u stvari ono ovo može shvaćanje biti lično sve. konceptualno, Da, kao ja ne da. razumijem ove žene i onako, Je. pa kao sad ni vas ne razumijem. Ili vi ste nešto rekli, ja ću to ponoviti, onako vas nisam slušao. Da. Ne, ali da, ne, to baš hoću su- reći. To stvarno shvaćaju kao stalno, ja vidim da se oni stalno u nekom grču i pitaju se da li se ovo odnosi na mene. Znači. I onda, kao od jednog jako dragog kolege, stvarno jako dragog kolege iz Novosti, kad sam pisao jedan od zadnjih tekstova koji su imali kao te, recimo, feminističke stavove, sam dobio poruku tipa ja bi molio na zajedničku grupu uredništva Novosti, ja bi molio Borisa da me poduči zašto, ne znam, boomeri se ponašaju ovako. Nakon on se osjetio prozvanim. Da. A onda sam primijenio ono što me Vedrana naučila, pa sam mu rekao, druže, poduči se sam. Pa da. A što je to, glavna stvar koju što te mogu nauči, što te Vedrana naučila? Što te nauči A Vedrana? to je meni glavno što me ona naučila, zapravo je da me neće ničemu naučiti. Da. Šta to znači? To smo Дека se... самке читаш, а Pa, нема да... neki, pa da, znaš, ako te to kao stvarno iz nekog razloga dira. Bilo da te iritira, bilo da imaš potrebu da se angažiraš, ali stvarno, genuino ako te dira, onda se, druže, sjedi, nauči nešto o tome, pročitaj, raspitaj se, saslušaj. Neki dan smo pričali, nas dvoje, ti nisi bila, razgovarali smo pa smo se zezali nakon što smo odradili teme neplaćenog kućanskog rada, to sad valjda dolazi neplaćeni feministički rad, gdje se pojave dobronamjerni kao likovi koji bi tu nešto, i onda kao ajte vi nam objasnite kako to ide. A ja isto mislim... Vjerojatno, oprosti što te prekidam. Oprosti, molim te što te prekidam. Nije. Ali kao vjerojatno nije ni vas neko, kako bi rekao, sami ste se iz neke svoje potrebe ste se sami obrazovali. Izvoli. Mislim da je to želja muškaraca da im žena objasni. Nekad prosto nije ni tako zlonamerna, zato što muškarac prosječni, onaj ovdje opisan, on želi da ljudima sve objasni. I valjda to smatra i za nekakav tip časti. Kao kompliment. Da! Aha, vidiš, nisam to... Tebe sam odabrao da mi Се што не е objasniš. главнотековно, Да. се што не е доминантно мейнстрим, во принцип се бара од нас да објаснуваме. Значи, не е прашање, не знам, ако не си расист, ајде објасни ми тогаш. Јана, многу романтична е оваа твоја интерпретација. Ali ti si dodirnuo i još jednu temu koja me zanima, a to je tema kućnih poslova, pa me interesuje u domaćinstvu od dva feministkinje i feministe, kakva je podela kućnog rada? Mislim se podijelili da imamo, nekako nam se poklopilo da volimo raditi različite stvari. Ja obožavam prat suđe, Vedrana mrzi prat suđe, a meni je to zen čisti, mene to baš opušta. Usisavanje, ja volim. Веројатно и ти си анксиозен. Sve ove... Веројатно и ти си анксиозен. Da, imam Што јас обожавам imam i да певам. potvrdu, da. Мијење садови е и моја Ove sve терапија. šolje su moje kad završim. Trad wives in the making. Значи, анксиозност и куќни рад су везани. Не, има нешто медитативно во мијење садови. Ali znaš šta sad kad si rekla? Meni, oko pozicije muškaraca generalno. Ja imam, dakle, dijagnozu baš socijalne anksioznosti. I to rješavam psihoterapijom, lijekovima, kako se već takve stvari rješavaju. I ja kad gledam muškarce, kako se nose, ove dobronamjerne muškarce, prema kojima se ti jako benevolentna, kako se nose sa tom situacijom, mene oni podsjećaju na moju poziciju socijalno anksiozne osobe, jer kad si socijalno anksiozan, tebi zapravo mozak radi tako da cijelo vrijeme propituješ da li si ispunio nečija očekivanja, koja najčešće nisu očekivanja ta osobe, nego si ti to sebi uvrtio u glavu. Znači, da li, šta ovaj sad misli, šta hoće od mene, da li sam ja to je jako naporan mehanizam. Meni one tako nekako izgledaju. Znači, ja sam sad tu, kao, pokazao sam da sam feminist, ok, zatražio sam da mi se nešto objasni, sad opet ne valja, nisam ispunio očekivanje, da li ja sad mansplainam, da li ja sam tebe prekinuo, kao, ok, okrenuo sam to na šalu, meni one tako nekako djeluju. Ali poslije ću te prebiti,
Наравно. Па мене, ја мислам да и твоја беневолентно. Ја мислим да они уопште не размишљају као увредила ме. А не, има тоа, јас се Не, слажем, да, јас се слажем. Има тоа и тоа сум го чула често, па и нас не прашуваат мажи. Дури сум видела некогаш дека се екстремно љубезни кон мене, кога не ми се блиски пријатели, извини ако те прекинам, не го сваќа ова како мажјаснување и слично. Добро, И затоа тоа е мислам, да, и во таа смисла можда за мене е подобра стратегија да се зборува за тоа како влијае, како е да се биде маж во патриархат, особено кога не постојат услови да повеќето мажи ја достигнат позицијата која што ја бара патриархатот од нив, да бидат успешни, да бидат тие кои што ќе ги носат парите во домот, да не знам, осигураат живот, да те одбранат од што и да е современа опасност во светот. Во таа смисла, како стратегија, мислам дека е подобри да ги и тоа и го правиме, да го користиме и ние ова можност што имаме да покажеме дека е некаква сафра, ајде не мора анксиозност, дека постои некаква Сафра е турцизам. турска реч, да. Pardon. Као зеклет. Ја се извинјавам. Една нелагодност, али мене ми се допаѓа овој архаичен турски. Една постојана нелагодност. Социјална сафра. Да, социјална сафра. Дека не сум доволно добар маж, не сум доволно добар феминист. Ali to sam, sorry, samo što ću te prekinuti prije nego što si počela ali to sam htio reći, ali generacijska razlika je velika. Da, to sam htjela i da te pitam. Ma zamisli. Ne, stvarno, jer sad se priča mnogo o tome, znaš ovo da je Gen Z konzervativnija, a sad mi ti govoriš da je drugačije, da ovi stariji su zato što znaš ono istraživanje koje je izašlo, sad ću ono na makedonskom, izlaze istraživanje, дека, evo go, тука ми je, дека Gen Z се доста конзервативни, дека работите кои што ги не знам, дека жената треба да го слуша мажот, дека a man she should obey her husband. Процентите на Gen Z се многу високи во споредба со миленијалците и генерација X. Што мислиш ти, какво е твоето искуство во однос на тоа? Еве, баш и за генерацијските разлики. Океј. Мислим, само да те, морам поновити тај дио, ја сам стварно у баблу. Dakle, ја сам у неком загребачком, тоа е веќе, Загреб е сам по себе бабл у односу на Хрватску. Moj bubble je još puno manji, dakle to su neki kao progresivni, defaultno lijevi, u najrazličitijim varijacijama, književnici, novinari, režiseri i tako dalje. I tu mlađa generacija koja dolazi, tu su muškarci baš izrazito se trude. Evo, trudimo se. A oko generacija sam sve skeptičniji jer tu sam baš skužio, taj Gen Z je postao kao svi stalno pričaju, svi stalno nešto istražuju o Gen Z-u i dolaze do potpuno kontradiktornih zaključaka. Da. Zato što metodologijата, сега ја морам ова ригорозен метод. Знаеш што ми е чудно во ова? Јас исто ми беше чудно. Мислам дека нема врска со генерацијата, дали се бумери, миленијалци, бидејќи дека се испитувани baby boomers, Gen X, millennials и Gen Z. Тие се прашани, мислам, тоа се луѓе на различна возраст. На Gen Z колку имаат сега 20 години. Кога 20 годишњак ќе го прашаш, нормално е на 20 години да имаш порадикални ставови. Јас мислам дека тоа има врска и со една зрелост, едно старење кај секој човек. На 15 години веројатно се тестостеронски лудаци, ама како поминува време, сите со тек на време малку, го осознаваме светот и нашето место во него. Мислам дека затоа се омекнати, бумериве испаднаа најдобри. Може не слушнала што ги прашуваат и тоа е... Ама сум приметила, најмалку... Може и малку ги има. Например, најмалку хомофобија се има лично искуство, кај стари луѓе. Над 60 години,
Добро бе да сте живи и здрави. Да. Има да. Интересна Да. работа. Бидејќи треба да го привршуваме овој сегмент, само сакам кратко да кажам дека Борис е автор исто така на една многу интересна книга, се вика Книжевна република Југославија. Не е преведена се уште кај нас, меѓутоа се занимава со заедништвото книжевно на овие простори. Тоест какви трендови има, каде се слични. Мислам, тоа е една историја на книжевноста во Југославија. Многу интересна книга и сакам за крај, Борис, да те прашам што пишуваш сега? О порнографiji. Срамота. Dali su mi, kripi, dali su mi Njemci da pišemo Njemci su mi iz Hrvatske poslali u Skopje da pišemo o hrvatskoj pornografiji. Njemci su jako čudni ljudi. To je sve što mogu reći. Ne, kao naša... U Hrvatskoj sam isto mislio da nema, onda sam našao recimo 7, 8, 9 primjera, ne više od toga, stripova, filmića, knjiga. Svaka ima jako zanimljivu priču. Ne znam koliko imam vremena, pa samo možda da spomenem jednu koja bi za ovaj naš razgovor bi mogla biti interesantna. Ne znam, Jessica Stojadinović, njeno kao porno ime je Stoja, ona je bivša porno glumica, porijeklom iz Srbije, karijeru je radila u Americi. Ona je snimila, ona u moju priču upada zato što je snimila u tom jednom hotelskom kompleksu na ostrvu Krku video sa partnerom, gdje na pola prekidaju seks i ona drži predavanje u kameru o tome kako je tu zgradu izgradio samoupravni socijalizam zajedno sa Bobom Guccioneom, vlasnikom Penthausa, i kako je to pokazatelj toga da Jugoslavija... Je li to neki performans? Ne, ona je jednostavno u svojoj kao porniču odlučila kao objasniti glupoj Pa ja to radim uvek. Glupoj zapadnoj publici da Jugoslavija nije bila iza željeza. Ali nije to ono što je mene zanimljivo. Ja mislim, vi možda znate, ne znam koliko ste pratila, ali ona je zapravo prije ovog Me Too pokreta napravila istu stvar u porno industriji. I to nikad nije izašlo u neku širu javnost. Ok, mi smo svi saznali kad je Alisa Milano lansirala Me Too da ona nije bila prva, pa se pričalo o rasi kako je to napravila kao tamnoputa aktivistkinja, pa bla bla. Ali osim toga, negdje godinu ili dvije prije Alisa Milano je Stoja objavila tweet u kojem je svog partnera optužila za silovanje. I njenu priču onda potvrdilo još recimo 8-9-10 porno glumica. I meni je to recimo, znaš, kao o pornografiji u kontekstu feminizma se obično priča kao o eksploataciji i nasilju nad ženama, što najvećim dijelom je, ali nije samo to. Jer žao mi je što recimo ovakvi primjeri ne izađu šire, jer je on bio njen privatni partner, on je bio njen kao dečko, ili kako se to kaže, ona je porno glumica, oni snimaju seks u kojem ona redom ne igra submisivnu ulogu, a on je kao vrlo onako raf i sve to dosta grubo. Ali ako sam rekla ne, onda je ne. I sad je meni je kuže žao, znaš, onda zamišljam te neke Gen Z parove koji gledaju porniče, pa se krenu furat na to, pa postoje naravno i ta istraživanja kako je choking sad postao kao jako pa kako su muški dečkići su kao puno nasilniji u seksu pod utjecajem pornografije, a kao curice to prihvaćaju isto pod utjecajem pornografije. I onda, znaš, zamišljam takav neki par u kojem ta klinka vidi to što je Stoja rekla, kao ako ja kažem ne, onda ne. Da. To je recimo, to je neka super priča zapravo iz porno industrije i kao, eto, osim Vedrane koja je najveća heroina, neka Stoja bude druga heroina. И па видите како е добро да се занимавате со наука. Фала многу, Борис. Баш ни е драго дека беше во Скопје и дека дојде тука со нас. И фала уште еднаш и сега ќе го поканиме следниот гост. Хвала што сте ме позвале. Гости! Си замина Борис, а сега ни дојде Виктор, двајцата убави згодни мажи, третиот исто така. Сметавме дека оваа емисија заслужуваме да имаме украс на овој астал, навистина да заличи.
Виктор е зборец во зборци, Виктор е активист на Кој е следен, можеби најпотентното движење во Македонија денес. Не си слободен си, сингл си, отворен си. Меѓу сум негде моментално. Добро. Има телефони и така натаму. Инстаграм? Имам Инстаграм сум просторитет. Си кажа човекот. Освен што е убав и згоден, Виктор исто така има талент за пишување. Да, така да и бруцоша сега на македонски јазик, покрај тоа што веќе дипломиран правник, инаку се презива Бучковски, заборавме исто така да кажеме, како што обично забораваат и ние да ни кажат како се нашите презимења. Апсолутно. Можеби оно што е важно и што го скокнав е дека е координатор на Центарот за мажи и момчиња. И веројатно освен ги кажавме другите критериуми и заради тоа е наш гостин денес. Да. И заради тоа што напише еден супер текст во Медуза, кој што се вика мајка не плаче по син коцкар, плаче по тој што се вади. Е така, прекрасен текст, ќе збориме малку повеќе за тоа. Ама на почетокот може ли да ни кажеш малку за Центарот за машко здравје, ММ центар при Хера? Ти си координатор на тој центар, сега се озбилив. Координатор си на тој центар. Ајде кажи ни каков е центарот и какви типови на мажи доаѓаат, какви услуги нудите и слично. Значи центарот почна да работи пред 2 години. Ја ради центарот одлучив дека ќе сменам кариера. Бевме на едногодишно собрание со Хера и фасилитаторот на собранието постави едно прашање што ве нервира во македонското општество денес и као кажуваше, не знам, улиците, таму ја кривам рака и викам многу сериозен проблем е менталното здравје на моите машки пријатели. Заради тоа што ги гледам дека кога се собираме, кога се обидуваме да збориме, јас стимулирам да има разговор, ама кај други ве гледам дека има одредена кочница, викам. Мене ова ме прави сериозен проблем заради тоа што ги гледам нивните инхибиции како продолжуваат да им влијаат на секој друг дел од нивниот живот. И како го кажувам ова, таму позади скока, денеска што ми е шефица Весна, Виктор, да се запознаеме, ајде излегувам јас надвор, веќе потпишан договор да бидам адвокат, заради бев во фаза да со завршување правосуден испит да почнам да работам како адвокат. И ми вика, ние добивме некои средства од Австрија, сакаме да отвориме центар за превенција на родово базирано насилство. Јас ја викам, Весна, се е превенција во оваа држава на родово базирано насилство, викам, ќе го реформулираме тоа и ќе отвориме центар за бесплатен психолог за момчиња и мажи во криза. Весна го прифаќа тоа и ние тргнуваме во еден поход првично да најдеме психолози кои што ќе разберат и активистичката улога на оваа работа, дека не си ти само стандарден психолог во овој момент, туку ти треба да сватиш дека овдека работиме нешто малце поразлично, дека се обидуваме да го скршиме ова секојдневие кое што го имаме, давајќи на мажите и на момчињата простор каде што они ќе може да се грижат за себе. Заради тоа што тогаш постоеше, се уште постои, невладините вие за жени, све правите, окей, кажуваме стоп на тоа и продолжуваме во друга насока, ќе отвараме центар за маши. Центарот почнува да работи, лудница беше на првата недела кога почнавме, заради тоа што ја не знаев како да го промовираме. Се нудиш бесплатна улога која знаеш дека имаат луѓе потреба од неа. И ми вика, Весна, ќе идеш на утрински. А викам, какви утрински у 7 сат, кој ќе се јави? И закажуваме, не знам, прва недела Канал 5, Телма, цела недела, одам јас и многу беше смешно, разговарам и ми вика, добро Виктор, што ќе се случува таму? И сега викам, нема да дојде магионичар и да го допре машкото за глава и отеднаш да се смениме ние до целосно, викам, ќе имаме можност некој да си ги каже оние работи што ги чувствува како забранети. Дека мажите имаат као некој инсталиран софтвер у главата дека не смеат да зборат за некои теми, тие теми ги чувствуваат забранети. И јас на пример викам, можеме да плачеме. И сега ме гледа збунет. Можеме да кажеме дека ни е тешко. Можеме да ни се случи нешто и веднаш да посегнеме по нашите другари и да им кажеме, мене ова ми се случи. Нема потреба да третираме една групна осаменост. Као ние ќе се собереме сега да гледаме фудбал и не знаеш што ти се деша дома. Може мајка ти има рак, може вчера ти раскинала девојка, може имаш сериозен проблем на работа и доаѓаш ти со другарите ти викаат како си? Добар брат. И седнуваш и гледаме фудбал и сега ако победи екипава моја, добри сме. Ама ако не, тука ја пробувам овие 90 минути сите мои инхибиции да ги убутам и врз основа на посредников мојот фудбалски тим да почувствувам нешто.
Као да не можам ја само од себе да чувствувам, као да ми се забранете моите чувства, туку морам да имам посредник, дали е тоа фудбалски тим, дали е тоа песна у кафана, например, седне, леле, како ме погоди, да ги повторам песни, да ги повторам стихови на Тома Здравковиќ, не мораш да ги повториш на Тома Здравковиќ стиховите, можеш да отидеш на некое место, да се сретнеш со човек кој во тој момент за тебе е непознат, да му кажеш здраво, јас сум Виктор, имам сериозни проблеми, сакам да работам на тие проблеми, од кај можам да почнам? И вака вадев една летка, правев 070-290-026, ММ Центар, побарајте не, јас ќе ви се јавам од другата страна. И завршувам со интервјуо, гледам 15 missed calls, баба се јавува. Прво се јавува само жени за некои членови во нивната фамилија. Моето дете вака, го гледам сега малку ја радиш, но окей, викам, дајте му го борав, кажете му пријателски глас ќе го начека од другата страна. Здраво, шо има брат, добар си? Па брат, да бе, добар сум, викам си дошол некад на психолог, па дојди, викам, прво ќе си направиш, имаме тројца психолози мажи, еден психолог жена, Ана е како координатор на психолозите, моментално јас сум координатор на центарот, бидејќи Ана има повеќе искуство, ќе видиш кој ти одговара. Ќе си направиш со Кире муавет, ама јас зборам со другарите. Му викам супер што збориш со другарите, ама другарите не може да направат една објективна обсервација на тоа ти како се чувствуваш. Другарите те знаат цел живот и некои работи што стварно ги правиш лоши, нема да те кажат дека се лоши. А вака кога ќе се сретнеш со некој друг, може објективно да ти помогне ти да станеш утре еден подобар човек. И некако ја почнав да го правам ова со сите. На место кај што одев делев стикери на луѓето кои што ги знаев, им спомнав дека работи центарот, заради тоа што гледав дека има една многу сериозна криза. Овие работи сега што ги избориме, кои што на крајот имаат стигнато и љубовта што мажите ја создадоа кон идентитет, се до тоа постоеше и тогаш. Збориме за момент пред 3 години. Како се отвори центарот, тоа некако почнав да гледам дека луѓето кои што доаѓаат не ги доживуваме како клиенти. Тие што доаѓаат почесто и почесто стануваат сами со работници на центарот. И сега сум среќен дека успеавме да го направиме одржливо. Има поминато 2 години, работиме освен со мажи и момчиња во кризи, работиме и со дечиња што се од малите групни домови, работиме со случаи кои што се од пробационо. И така мислам дека веќе завзема едно место и мене тоа што ми се допаѓаше во Македонија е многу ретко да пуштиш одредена идеја и да не налеташ на критик. Во тој период кога го пушта Хера ова, се уште е под напад на антидемократските, антиродовите движења и така натаму, но се појавува центарот и тука имаше како едно прифаќање и да, има е добро изгледа. Знаеш, овие луѓе не им одмагаат, знаеш, не им ја пунат главата, не ги инфилтрираат луѓето со глупи идеи, тука на вистина сакаат да им понудат платформа. Па затоа што мислам дека да, и ја вака се согласувам и покажа може една анекдота исто за кога се отвараше центарот и се јавам јас на Весна и викам имаме некои заштеди, мали средства, ама многу не се свиѓа овој центар што го отварате, сакате да ви помогнеме да испринтаме некои флаери, реклами. И onda ми вика, леле, немој, молим те. Ние не можеме да обслужиме колку ни се појавија клиенти. Не негирам дека потреба постои. Ние и во овој подкаст и како сме зборувале. Меѓутоа, се додека е тоа на ниво на некој центар во кој што ќе си ги однесете, ќе се јави тој што ќе се јави. Овој центар и супер што постои е премал да може, нели, да опфати систем. Пробајте ова исто да го кажете во образование. Ајде преку образование, посистематски, ако ништо друго да креираме една, и не го сакам овој збор, ама во моментов не ми текнува поздрава машкост. Не ми текнува на подобар збор во моментов. Дали е прашање на колку мажите плачат, не е прашање на слабост. Тоа е прашање колку мажите емоционално се регулираат. Да. Ако вие ги трпате емоциите во себе, секој човек има свој емоционален живот, доколку голта и го игнорира својот емоционален живот, потребата да излезе надвор излегува преку вентилација, па дали ќе се удри на маса или ќе се истепа, не мора жена, ќе излезам надвор, ќе се истепам со некој друг, тоа се нездрави форми. Дури ова мала работа, мажите плачат, мажите да плачат, кажа на во училиште, може да доведе до ситуација, може многу да смине, може да те доведе во ситуација да се дигнат на протест. А дали може би исто така фактот дека тоа е машки центар, и баш е ММ центар,
ним им олеснува да се јават таму, затоа што не можат на обичен психолог Тоа да се... ќе беше Знаеш, истото има, прашање, има тука интересен момент. Знаеш, они ми се јавуваат мене, мислам дека тука првично мојава генерација добро се покриена со другите, малку срамежливо ми се јавува прв пат, не кажува кој, јас им викам не се кират дечки, овде е безбедно и анонимно. Тоа беше многу важен момент. Али што е интересно тука со центарот? На центарот не се наоѓа во младински центар, сакам да знам на водно. Во младински центар сакам да знам на водно, една просторија ние користиме за ММ центар за момче и мажи. Другата просторија до неа е за тестирање ХИВ. И сега, знаеш, тука има една многу интересна динамика, ти влагаш во просторијата кај што чекаш за психолог ред и тука имаш 10 симптоми зашто може. Кој е твојот ХИВ статус? Ами да не бидеш виден надвор. Да не бидеш Па и виден. срамота, И сега види, значи може тројца десно чекаат ред за ХИВ, а ти чекаш ред за психолог. И сега доаѓа некој и си вика, ти Што е положено? од кај овој ХИВ се Да. пес? И тука имаше такви некои чудни Сигурно. ситуации кои што ги надминаа, мисламе дека тоа стана многу, знаеш, доаѓа и тој центарот таму, не му се обраќа со името што го има центарот директно, заради тоа што имаше као резерва, а мислам дека стекот на времето се опушта кога видов дека стварно работава, функционира и дека психолозиве се окей, дека сиде таму, сме нормални луѓе, дека не сме страшила. Може исто Извонредно. малце за коцкањето. Мислам супер е текстот и Јана, да не Само сакаш сакав знаеш, да те прашам чисто вака после дали имаш некоја округла бројка колку луѓе прошла низ тој центарот. Имам, значи 186 мажи до сега го имаат посетено центарот. Значи од 186 мажи, а имаме дадено преку 600-700 услуги, значи односно еден во просек, значи некој дошол еднаш, некој дошол 10 пати, али во просек да речеме по 4 пати ги посетиле сесиите, тоа било бесплатно, што е многу важно. Истовремено, сега јас сакам да преминеме на работа со групи. Ќе видиме тоа како ќе функционира, не ќе да го промовирам премногу, само да видиме како ќе функционира моментот на работа во групи, мислам дека тоа е наредниот чекор. Заради тоа што веќе гледам дека има некои кои созреваат да работат и во група, знаеш, веќе се опуштени дека можат да зборат за себе. Ајде сега да зборам за себе и пред други мажи. Супер. Ајде, еве за коцкањето, само да се осврнеме на текстот. Јас би сакала да прочитам еден дел за тоа. Прво, тоа е така еден личен текст. Мене многу ми се допаѓа, меѓу другото, затоа што е детален. И многу е сликовит поради тоа. Значи, тоа е баш историја на твоето коцкарство на 15 години. Значи, зборуваме за многу млади години. И многу ми се допадна овој параграф, сакам да го издвојам. Од денешна гледна точка и со овој памет до некаде ми е јасно зошто работите на тој начин се развиваа, ама се повеќе ми станува јасно и дека ова не е поединечна приказна, туку поширок модел, што не слабее со годините. Машкоста не е статична, туку се гради преку социјализација, преку семејни модели, врсничко влијание, медиуми и популарна култура, и кога тие очекувања ќе станат ригидни и исклучувачки, почнуваат да создаваат така наречена токсична машкост, која поттикнува чувство на надмоќ, потиснување емоции и непочитување правила. Ние растеме во средини каде што неморалното лесно станува нормално, а моралното се прикажува како наивно. Изложеноста на пороци и насилни модели е толку присутна што почнува да се доживува како оправдана, па понекогаш и како успех. Па, еве, можеш ли само за гледачите наши кои што го немаат и слушателите кои што го немаат прочитано овој текст, чисто да ни кажеш колку е голем проблемот со коцкањето во Македонија? Но тоа јас инспириран бев од истражување на Институт за јавно здравје. Институт за јавно здравје вади еден податок дека во 2015 година, значи годината кога влегувам и јас прв пат во казино, 43,9% од момчињата влегле во некаков судир со коцката. Тоа е пола, мислам. Значи, не беше пола, сите бевме. Да. Значи, јас знам дека сите ние, нашето друштво завршуваше 12 сати и идевме во боксер, се вика казиното Сенатор. Одиме во боксер, кај се чекаме во боксер. Тоа беше језиво. Значи, ние сите се коцкавме и ниту еден глас, вака кога ќе погледнеш хоризонтално, не споменуваше што може да ни се случи. Тие што ги знаевме, например, ликовите, ја што ги набројам од кај мене од мало, ти кај нив имаш привид на успешност. Значи, тој бил вчера клошар, и денеска доаѓа со нова кола, окей, среден, патеки од 15.000 денари, некој Air Max, ние тогаш многу сакавме Air Max да носиме, се викам, човече, што е ова? Викам, вака ли се успеа во живот? Па, идеме сите тогаш заедно тераме. И заебанцината е најголема ако ти тргне. Знаеш, као некој не му тргна, не му и да се река, нас ни тргна, ние бевме на мала група на кој што ни тргна. И сега ти од еднаш имаш
Ја добро пишувам таму дека илјадарката што сум си ја чувал, тоа ми било неделно за трошење и идеш ти фаќаш за една недела 100.000 денари. Тебе ти се пореметува значи кај сме финансиски неписмени, кај го нема тој момент за финансиска писменост, ти уште еднаш од 1000 до 100.000 денари стигаш во текот на една недела и ти стварно мислиш дека си крал. Значи ја отидов го частев цела школа доручек, 30 денари беше осмина бурек, частев 100 деца осмина бурек. Значи ти добиваш еден наплив прво. Мислиш дека толку си посебен, дека толку си повреден од други, дека толку важиш и веднаш привлекуваш многу внимание. Знаеш, други луѓе почнуваат да се дружат, почнав да искачам со повеќе девојки во тој период и си викам, па значи ова било цаката, човече, што ќе се заебавам сега, ќе идам во школа, ќе правам други работи, паричката си имам во џеп, си играм коцка, си фаќам, пошто ти веќе влагаш во една твоја измислено коцкарско сценарија, дека ти знаеш кај ќе падне топчето на рулетот, утакмиците кои ги гледаш у билтен, одма стануваш и експерт за фудбал, гледаш кој играч бил повреден, како му била минатата утакмица, дали е во форма и сето тоа, и ти си градиш една реалност за тебе која што ти одговара само на твојата замисла како утре дента да станеш побогат преку модел кој што не функционален. Ама ти немаш да се судриш со некој да ти каже дека е нефункционален. На нашите генерациите некогаш спомнале дека е коцкар, ама ти се уште си мислиш тука имаш парите, ти го јарат газот и мислиш дека ти нема да бидеш како него, дека ти си попаметен од него. Да. Ти си попаметен. Имаш уште една спротивно на проширеното верување дека се коцкаат луѓе кои имаат пари, реалноста покажува дека напротив. Да. Луѓе кои немаат и на една средба со луѓе кои работат во Центар за социјална работа надвор од Скопје во другите градови, зборуваат за роми кои што земаат социјална помош и веднаш само што ќе ја земат дали еднократна, дали туѓа нега или слично, одат веднаш во онлайн казиното. Меѓутоа многу ми беше интересно забелешката на една од вработените во Центарот за социјална грижа, која што кажа, да, ама тој ром само таму е третиран како човек, како господин. Ромот не тој конкретно човек, ром на социјална помош, во ниеден кафич не може да влезе, или ќе го избркат, или ако влезе може некој кафе да се напие. Таму, веднаш млада убава девојка му носи пијачка која ти е бесплатна во казиното, ти се обраќаат со вие, никогаш не те бркаат надвор со господине. Тоа е единственото место каде што овие мажи ја добиваат почита што сметат дека заслужуваат, така што е замка. Исто така е борба за екзистенција, која што е нели борба која што никогаш нема да ја добиеш, нели? Ако си ја бараш екзистенцијата таму. Јас живеам многу блиску до казино и многу блиску до Веро. И многу често се случува да поминам покрај казиното и да видам кеса од Веро со зрзавата и оставена пред казиното. И првично си викав, добро, барем прво отишол да ги купи работите за дома за да не бидат гладни, па може би ќе ги искоцка, нели, остатокот од парите. Меѓутоа исто тоа си викам, па кесата е надвор, некој може да помине да зема и пак, нели, да останеш без ништо во таа лудо губитничка борба во која што фактички не можеш никогаш да бидеш траен победник. И баш тоа си викам, и читајќи го твојот текст и генерално размислувајќи за овие прашања, бидејќи имам Центарот, нели, е нераскинлив дел од овој муабет што го правиме. Секој од нас живее блиску до некоја казино. Па да. А колку од нас имаат блиску некаков центар за некаква помош? Да. Знаеш, тоа го пишував и јас во текстот, дека вака наместеното општество, немање простори за младите што да прават, секој ден го зголемува патеката до казиното, а го ја намалува патеката до библиотеката. Заради тоа што ние на 15 години влегувавме со едни ISIC картички. Знам дали ги знаете ISIC студентски картички. Јас сум 99-та, си пишувам дека сум 96-та. Никој не ме проверува мене. Влагам, она има да си испере само вработената. Значи, они да ни забранеа до 18 години, тоаш ти малце е покомплицирано, заради тоа што во кладилница забранува и даваш на некој постар од мало да ти уплати, на постар од мало да ти исплати. И имаш тука една прелиминарна фаза која ти го отежнува процесот, ама ништо од тоа не постои. Нема прелиминарна фаза кај нас. Слободно можеш да влезеш, да си изгориш, да си пропаднеш и да си отидеш дома после. Фала многу за тоа што не освести, што беше исто така ранлив во текстот. Јас би го препорачувам на сите да го прочитате на Медуза, ќе го линкаме во описот на видеото. Исто така може да се приклучите на кој е следен, може да се приклучите и на зборци, да ги следите нивните активности, и секако може да те следат тебе просторите на Инстаграм. Фала многу, Виктор, што беше со нас. Фала вас. Гости! И за крај, последниот украс на оваа маса е Игор, кој што
би го представила најдобро како еден микс од мајка Патриша Марш британка и татко Горан Стефановски македонец, пораснат во една нестандардна, не така драматично патриархална ситуација и оттаму лесно може да стане тоа што сега е, а тоа е преведувач, сопруг, дипломатски домакин и татко со полно работно време. Добре дојде. Yes. Фала ви. Ја морам да кажам дека само он тука си има реализирано како татко. Срамота. Али честито. Благодарам, стварно. Чекај, за разлика од жените, за мажите никогаш не сме сигурни дали се реализирале како татко, може и самите не знаат. Упс. Видиш што ми направи. Видиш? Не, вие се дефинитивно мој. Да те прашам нешто, освен тоа, дали се дефинитивно твои? Не мислев на твоите, мислев овие може имаат некоја не знаат. Таму, кој знаеш. Ние сите отидовме на друга. Леле, бе луѓе. Нема врска. Мало недоразбирање. Игор, јас и ти сме пријатели подолго време, се запознавме во твојот двор во Кентербери, затоа што Греам и Пеги, твоите комши, ми беа пријатели и професори на факултет. Меѓутоа и подолго време се дружиме и кога зборувавме јас и ти за Радио Милева, ми рече дека треба да направиме една емисија за машкост и јас реков дека треба да викнеме мажи тогаш, нели? И ти рече па добро, можам јас да дојдам. И еве сега да ми кажеш, јас реков па супер. Еве сакам да ми кажеш зошто ми кажа дека баш треба да правиме емисија за машкост и баш мажите да зборат на таа тема. Па, као прво долго се возевме во кола, 4 сати, а другото беше поради тоа што јас знам за Радио Милева и ми се појавуваат рилови, бидејќи те познавам тебе и сме пријатели и со Јана и познати сте во регионот и многу ми е мило што ова го правите, ама се разбира би било добро секогаш во било каква дискусија, во било кој есеј што го пишуваш, нели, да се има и другата страна. И затоа реков, па ние тргнавме на тој муабет и викам, па зошто да не е тогаш да мажи нешто да кажат. Јас не знам, не знам колку епизоди и колку гости мажи сте имале, но мислам дека е супер. Мислам дека ти си третиот. Вау! Стварно? Да. Мислам дека... Не, мислам, чекај малку. Да. Имале луѓе што номинираа. Меѓутоа, сите мажи сите тие што се зад кулисите, се мажи. Да. Тоа приметив. Исто така публика имаме, ние сме ретко женски феминистички подкаст кој што има егал публика, пола прилика, мажи жени. Да. Бидејќи се барем на YouTube. Да. Треба дека оваа дискусија или оваа сфера се разбира дека сите сите сме заинтересирани. Да. Јанчо, имаш да ти прашам? Да. Кажи ми, како е да се биде татко со полно работно време? За оние што не знаат, да верувам многу има такви. Па, одлично, мене ми е жал што, така се случи кај мене. Јас сум фриланс преведувач веќе 20 години, имав лаптоп и си работам од каде треба и случајно со девојка ми која потоа стана сопруга, она почна да патува организираната работа и таа заработуваше доволно добро за сите и некако имавме таков договор, види, ти кога се вратиш после тие 4 до 6 месеци, како се вика тоа, мајчинство? Како се вика тој? Родителско Родителско е така, можат и двајцата да го користат. Породилно е само за жени. И ја викам, слушај, ја ќе останам, ја си работам од дома, ама тие први моменти кога бебето е се уште бебе и ти, јас тврдам дека бев првиот, тогаш живеевме во Тирана, 2013-та, единствен маж со количка во парк. И тоа е, сега, добро, Тирана е супер град на вистина, ама памтам дека бев единствен. И како што поминуваа годините, се повеќе и повеќе гледав мажи. Да. После тоа отидов во Подгорица да живеам 5 години и таму веќе скоро секој пар што беа дојдени странци, мажот беше тој што беше по дома. Зборам сега за power women, дали е тоа дипломатија, дали е тоа меѓународни фирми и што и да е. И многу повеќе од 50% би рекол, беа мажите по дома со децата. И јас тврдам дека многу ми е жал што повеќе мажи немаат таква можност. Мене ми се тоа беше можност и привилегија. Јас уживав во тоа, сега се големи, 13-9 и се супер. И најдобро нешто е кога ќе ти каже учителот, вашите деца се навистина. И ти си во себе си викаш тоа, дека има, јас мислам дека има разлика
се разбира, мора да има разлика кога чува татко деца, кога чува мајка деца, ако е бидејќи ние сме различно го гледаме светот, така што и децата различно имаат некакво, како се вика, не behavior, не, начинот на кој што ние гледаме на како треба да растат и начинот на кој што жените Во гледаат. принцип децата сакаат родителите да се присутни во нивниот живот, Се во разбира. средини, да, Се кога разбира. или во периоди кога тоа е Да, за мажите се смета слабост, да. трпат веројатно децата. Ама сакам да те прашам, имав едни пријатели кои што се породивме во исто време со жената и често незиниот сопруг го шеташе детето во колеч кога беше малецко. Мене не беше јасно бидејќи и ние жените најмногу сакаме, тоа е најубавиот дел од мајчинството. Се готово, можеш да излезеш надвор. И го прашав што па толку само ти го шеташ сам. Детето ми вика, толку многу жени ме гледаат од кога сум дете, во животот толку не ме гледале. Да, И да. веројатно покажа, мислам, стварно ова моја само перцепција, ништо повеќе од тоа, дека жените сакаат мажи кои се добри татковци. Појако е од куче. Да, значи, нели велат со куче кога се шеташ? Не, ова е и така е. Можам да потврдам. Мислам дека е тоа малку тажно, затоа што никој не се пали на жени кои што имаат бебиња и ги шеткаат наоколу. Напротив, кога ќе поминеш со количката со бебето, ќе ти каже дигни му ја малку капата, му смета на очињата. Да. Ти кажуваат тебе? Да, всушност добар, да, не. Никој ништо ми нема кажано. Мислам, овие сега веќе добро. Освен телефон што ти има дадено. Времето со количка поминаа пред 8 години, колку 7. Ама да, не памтам некој нешто да ми кажал туку. Не. Нема, тоа бил, мислам, гледано е како нешто што е многу секси и посакувано, додека жените кои што сеете така, што кажуваш, цело време совети им даваат, не ајде уште една, чекај брз, пора е, како ќе ја поминам или не знам. Како нюсанс, што се вика, ги гледаат. Не се смета, жените се сексуализирани како мајки само во порното и тоа кога се веќе децата кои им се на факултет. Требаше ова на Борис да му го поставиме. Да. Како теза, Може. После off the record. Во кафана ќе биде тоа главната тема на разговор. Меѓутоа да, многу е тажно што ние грижливоста кон една најобична грижливост на родителска кај мажите се гледа како нешто многу секси Да. и кој знае какво. Не само секси, него како херои. Просто Да, како да. вредност за Браво. воодушевување, Да. најобичното, најнормално грижење Најнормално. за собственото дете. Да. Да. Значи, мене ми беше многу логично и на мене, и на сопругата, а и бидејќи 15 години живее во Англија, можеби, и бидејќи имам пријатели, например, Шведска секогаш било за мене, или Скандинавија, пример за како треба. Значи, они имаат година дена за мајката, година дена таткото мора да земе во рок од, ако не се лажам, првите 6 години, мора и он. Значи, некакви многу убави. Тоа е фамилија, тоа е семејство, навистина. За разлика од се разбира американците кои имаат 0 денови за таткото и 0 за мајката, на пример. Да. Така што јас мислам дека ти како ти убаво кажа, децата сакаат да бидеш таму. Зошто да плаќам? Ние тоа време живеевме во Брисел, таму се родени. И сега идеме да видиме каде би можело детето да оди од бебе и требаше да платиме некои луди пари како прво и бебиња во клацкалица, како се вика тоа, така ли беше? Од 4 месеци. Мислите што е тоа за мајка, а и за татко се разбира, ти да го осеш детето здраво, тоа не е градинка, тоа е тоа е, значи двајцата работат. Да. И тоа кога го видовме, влеговме таму и викам, слушај, ова не можеме вака. Значи сакам да го чувам јас или ти, ама не може друг. Јас само, за да не испадне дека зборуваме како привилегирани говеда, да кажам дека за жал повеќето луѓе немаат таа можност и супер е при тоа не мислам дека фриленсингот е воопшто привилегирана позиција, кој фриленсат знае како е. Знам јас, знаеш и ти, знаат и луѓето кои фриленсат, ама во принцип често луѓето мораат да работат, мораат да работат полно работно време. Да. Мораат многу рано да ги носат своите деца во градинка. Мажите и жените еднакво се ангажирани во, да речеме, на пазар на збориме таму каде што се еднакво ангажирани на пазар на труд. Доаѓањето дома после работа, земањето дете од градинка и тука веднаш се знае
редот. Да. Сепак се жените тие кои што ги чека втората смена. Се ти кажа дека се ангажираш во домашен труд. А не, јас И сум дека домашниот ти труд. си домашниот труд. Не, јас сум бидејќи. Што е тоа позитивно што го Кои се pros and cons? Мислам, сега да, pros and cons. Мислам, pros е тоа што јас ги носев на училиште или на градинка, после тоа си работев по дома, па после тоа ги собирав и сега пред да се врати, и она стварно има многу стресна работа, и се враќа, например, 8-9 на вечер. И сега јас, бидејќи сум јас, не можам да оставам на она да се врати, па да има сега децава да не бидат, што се вика, нели, избањати, најадени, да биде куќата до некаде средена. Така тргнавме едноставно и јас понеделник до петок готвам, се е спремно, дека тоа не е сега тешко за децава кои јас знам што јадат, бла. Така што тоа е многу една благородна, мене ми убава таа работа, како да кажам, да биде се под конец. Сега онак ќе влезе, тоа е веќе друг муавет, бидејќи тука влегува стрес, човек кој бил на сосема друга фреквенција цел ден. Pros and cons се што после многу години, и сега тоа може да го кажем од оваа гледна точка, дека можеби требаше да имаме на почеток некои правила запишани, кој што ќе прави, дека тука почнуваат работи што наистина не ги очекував. А тоа е еден муабет околу твојата машкост, околу твојата моќ на заработување, бидејќи, значи јас секогаш чекувам дека сум прав феминист. Дека нека работат, викам. Нека работат супер, ние ќе се седиме дома. И тврдам дека мажот по дома може многу подобро да функционира, да ги средува тие работи, па она да си дојде дома, па се да биде душо како си бла. Тоа е сега моја гледна точка на некои работи, ама pros and cons има во се. И мислам дека секој пар треба да се договори што им одговара. Има такви, јас баш слушам еден... Чисто апропо само тоа да завршам исто, апропо она дека има нешто исконско, природно, интуитивно во тоа, не. Ова е нова ситуација за секој семејство и е ствар на договор. Мислам дека не. И дека како што е табуизирана домашната работа и мајчинството во општеството, табуизирана во смисла како е потценувана. На ист начин се потценува таа и во татковството од страна на патриархатот. Да. Тоа е тоа што нас ни смета во ова. Значи, од една страна е супер, а сепак сакаме грижливи мажи. Сепак сакаме мажи кои што се добри татковци, кои што покажуваат љубов, грижа и кон семејството, кон домот и кон децата. Тоа нас очигледно ни е многу привлечно и сепак општеството покажува дека тоа е нешто што е помалку вредно, што е апсолутно нефеминистички. И за мене онака, затоа сакав и да зборуваме на оваа тема, бидејќи на некаков начин табуизирано е исто и тоа земањето на родителско отсуство. Ама знаеш, сега не знам зашто ми се појави еден момент, на кратко ќе се пообидам да го објаснам. Во Албанија кога живеевме и сега децава мои беа мали и јас бидејќи пораснале со тебе, јас знам кога да ги пуштам, кај им се границите, дека јас сум ги нацртал границите. Сега, до ден денеска, овие балкански мажи, дека сум живеел во цел Балкан со години и се осеќам како балканец, навистина. Не само југословен, него балканец. И доаѓа некој таков татко, и сега си играат децава, и доаѓа, имаше тренер, и он, не знам, значи не му се ни цврте детето да го погледне, разбираш? Значи немаше никаков дека он е тој што ретко се појавува и као дојде и преседи ништо. Јас, бидејќи ги пак сега се правам јас, ама стварно се знаеме со моиве и викам треба да ристира да одиме, ти кажав 5 минути бабла и ги имам под некаква, како се вика, и таа машкош он и почна 3-4 пати и на крај тој човек му отиде на тренерот и вика кажи му детево да дое со мене. А тој беше излезен од джип, некој разбираш таков. И сега ама тоа во право си. Не може тие двете, трите тие нивоа. Сакаме ова, ама тоа. Па еве работиме на случајот така. Многу интересно беше ова што го кажа, знаеш кога Ирената праша за pros and cons, моментот на да се направи распределба, да се направи список кој што ќе прави, што во преводот било комуникација. Комуникација е тоа што недостасува и на игралиштето. Да. Комуникацијата ја снемува онаму каде што нема желба за разбирање на другиот. Да. Така што
без разлика дали станува збор за бракови помеѓу мажи и жени или истополови партнерства, клучната работа е Секогаш. да се разбираме едни со други, со оние кои што сакаме да имаме живот, соживот, како и Секогаш. да го наричаме, и да видиме каде можеме да се најдеме на пола пат. Па јас на секого, извинете, само на кратко, на секого ми препорачал тоа. Јас почнав пред 10 години да кажувам на свадби, ви посакувам разбирање, understanding, наместо љубов или наместо значи passion и љубов, јасно ми е и на сите ни е јасно дека тоа опаѓа и ти треба companionship. Ти треба некого со кого да... Сега јас направив грешка или ние направивме грешка, што на почеток тие беа непишани вака ќе се бидеме, тук вака сме почнале, ама во некое време се кршат некои копија и треба стварно, ајде да, наместо да се отидеме сите, да не зборуваме, дека си сме изнервирани. Не, седни си, стварно, ние сме другари. Ова ти и ова ти. Супер, многу бави совети, многу бав разговор. Јас се извинувам. Пред да се одјавиме за оваа емисија, ќе да ви кажам дека Игор ќе гостува и на нашата очајанка, како и Виктор. Така што Македонски клуб ќе биде. да, и ќе зборуваме за машки теми. Така што Виктор и Игор малце повеќе ќе ни даваат тука совети. Веќе кога сме кај машка тема, имаме една giveaway, тоест дарување, Чувар од дворишта од Селинџер. Ова е мој превод, многу ја сакам книгава и навистина со големо задоволство ја преведов. Во издание на издавачката куќа Трие, и кога ќе ви објавиме на Инстаграм како да учествувате во извлекувањето на оваа книга која што ќе ја добие еден од нашите читатели. Со посвета ли ќе биде? Преведувачката. Може, па зашто Може да не? биде и со Кармен? Може. Сакате да ја бацам? Да, одма. Леле. Ете. Супер. Браво, бе. Браво. Јана. И сега, сакам да кажам дека исто книгава е баш за машкост и за едно дете што расте, доживува криза 16 годишно, која што е поврзана секако и со неговата сексуалност и со запоставувањето, со родителството. Сите овие теми некако што ги спомнавме денес на известен начин се исто така во оваа книга, така што сметав дека е интересно да ја дадеме. И сега за денес тоа е толку. Игор, фала многу на гостувањето. Фала ви многу што ме... Фала и на предходните наши гости уште еднаш. Фала на сите мажи во студиото. Така. Фала на сите мажи. Значи, први Што е тројца сигурно сме. е. Први тројца. Не, Малце Тоа ќе е ме како карам чест. сега. Колку години ми радио Милева? Чекај, сега ми текна. Значи, ние имавме маш на годината, А тоа реков кога номинираа мажи. и тогаш имаше многу мажи што номинира. По принцип не викаме гости. Да. Ова е Добро, друг супер. тип на подкаст. Добро, Да. Од време на време викаме гости. Еве. Ама зашто се возевме долго во кола и ти ми рече да викнам гости, ја решив тоа да го направам, така што ти си крив. Ето така. Супер. Чао на сите. Чао.